Председателе, колега Исмаили, мене навистина ми е многу жал што толку касно видовте дека оваа влада навистина нема ништо заедничко со Европскиот фронт. Ние многу тоа порано го увидовме и укажувавме на тоа. Впрочем, како што ова е веќе трета недела како расправаме за разрешување и именување на нови министри, заменици министри во владата на Република Македонија, не може да има ништо европско во распаднато образование, каде што нема книги, каде што се уште не се исплатени парите за студентски оброк, каде што секојдневно имаме закани за бомби и власта не може да го реши тој проблем. Не може да го реши затоа што имаме распаднат безбедносен систем кој што не може да се справи со истото. Не може да имаме Европски фронт во распаднат безбедносен систем каде што ни се шетаат 200 наркобосови со македонски пасоши и за тоа никој да не понесе одговорност, каде што на руски олигарси се издаваат пасоши. Не можеме да имаме Европски фронт со распадната култура, каде што се делат пари само на собствени иницијативи, а нема пари за Илинденски марш, нема пари за Вевчански карневал, нема пари за Макфакс, нема пари за многу национални битни манифестации. Не може да има Европски фронт со распадната правда, каде што судството има и обвинителството 4% доверба, каде што извршната власт ги диктира пресудите, посебно кога се работи за членови на опозицијата, истите пред време ги најавува во јавноста. Не може да има Европски фонд со распаднат буџет, кој што е неколкократно зголемен, ама капиталните инвестиции ги нема. Ги нема 1300 километри патишта, го нема автопатот од Кичево до Струга, ја нема зградата на ФФК и Финки за студентите кои што ја ветија, го нема студентскиот град кој што го ветија. Впрочем, многу често знаеш и премиерот да каже дека овие разрешувања и именувања немаат врска со личностите, туку имаат врска со програмата. Не, немаат врска никаква со програмата, затоа што нити досега се реализирала, нити од сега пак ќе се реализира, туку имаат врска со спас од одговорност уште 10 месеци, имаат врска со тоа да се продолжи, да се краде, да се упустоши државата и младите се побрзо да се заминуваат од Република Македонија. Впрочем, не се потребни анкети. Сите знаеме добро дека 2/3 од младите сакаат да се заминат, но ги повикувам да слезат меѓу граѓаните, да го видат расположението, да го видат овој распаднат систем за кој што јас сега зборував и да видат дека не светаат рози. Граѓаните не сакаат да им се распадне државата, ама граѓаните сакаат да се распадне владата. Благодарам.